Почитувани, мора да има одговорност за скандалите во јавното предпријатие Државни патишта и злоупотребите на патарините. Веќе објавивме дека Коце Трајановски и ДПМН го поставиле Миланчо Митревски за шеф на контролорите на наплатната служба на патарините во Петровец, иако не ги исполнува условите за тоа. Фатен бил како ја злоупотребува службената положба. На Митревски му е изречена дисциплинска санкција за тоа што наплаќал повеќе пари на патарините, а вишокот го присвојувал за себе. Неговата единствена квалификација за оваа функција е тоа што е партиски кадар на ДПМН и сопруг на советничка на истата партија во Велес. ДПМН е, почитувани, ја враќа грубата партизација и бруталната злоупотреба на институциите како до 2016 година. Но скандалот со јавното предпријатие Државни патишта е уште поголем затоа што за Митревски не важат прописите и законите. Снимки од патарините кои ни ги доставија свиркачи покажуваат дека Митревски не плаќа патарини. Ова е апсолутно недозволиво. Народот да плаќа, додека за партиските шерифи на Мицковски и Трајановски да не важат закони и прописи и да прават што сакаат. Ова, почитувани, е типичен пример на партиска злоупотреба на институциите и јавните ресурси. И овие скандали се случуваат во исто време кога Министерството за внатрешни работи поднесе 18 кривични пријави за неплаќање патарини за 12 полицајци и 6 вработени во патарините. Тошковски и Министерството за внатрешни работи треба да одговорат зошто Митревски не е санкциониран, зошто за него нема кривична пријава. МВР има селективен пристап или за него не важат законите затоа што тој е кадар на ДПМН. СДСМ бара итна разрешница на овој скандал и бара одговорност. Коце Трајановски треба веднаш да го разреши Миланчо Митревски од функцијата шеф на контрола на наплатната служба. МВР и Тошковски веднаш да реагираат, да преземат мерки сите надлежни институции за соодветна одговорност. Не може да има двојни стандарди во владењето. Еден за народот, а друг за партиските шерифи на ДПМН. Ви благодарам.